Со извикување на пароли за УЧК во Скопје се протестираше против пресудите за терористите од Диво населје. И покрај најавите за масовност, на терен се појавија стотина протестанти. Индикативно, со идентични барања како дел од албанските партии за некаква меѓународна истрага и експертиза за судските пресуди. Само половина час траеше најавениот голем марш организиран од Сдруженијата за албанска култура незадоволни од пресудите за случајот Диво населје. И покрај најавите дека во големи групи се организираат луѓе за учество на протестот, само стотина излегоа по скопските улици. Со скандирање УЧК и Косово и пароли испишани на албански јазик, побараа меѓународна експертиза, поголема вклученост на ОПСЕ во целиот случај, но и ангажирање на албански и косовски експерти за расчистување на кумановските настани. Наверојатно поради слабиот одзив, скратена беше планираната маршрута, па наместо од плоштадот Скендербег до Собрание, учесниците изодеа стотина метри и завршија пред основниот суд Скопје 1, каде ги прочитаа имињата на осудените и побараа задоволување на правдата. Протестот беше мирен, поддржан од семејствата на осудените. Укрецот Диво населје се бара ослобода и за други осудени албанци за случаите Монструм Бродец, бидејќи организаторите сметаа дека е направена неправда кон албанците. На 2 ноември Скопскиот кривичен суд осуди 33 дека директно учествувале во нападот на Куманово и на караулата Гошинце во 2015-та. 4 од обвинетите за логистика судот ги ослободи. 7 обвинети заработија до животна затворска казна. 13 судот ги казни со затворот по 40 години. За 6 обвинети казната е по 20 години затвор, а за 7 казните затвор се по 20 години, односно 18, 17, 14, 13 и 12 години. Бранителите најавија жалби по пресудите на Скопска единица. Обвинетите ќе треба парично да ги надоместат трошоците за судењата и ќе треба да платат 200.000 евра на МВР кој го обезбедуваше нивниот транспорт. Во нападот на кумановската населба во Диво населје, терористите убија 8 специјалци на МВР. По пресудата дел од албанските политичари побараа меѓународна заедница да интервенира во случајот со кумановско Диво населје, а на иста линија и министрот за правда. Оду инсистираат случајот да влезе и во Собрание и посебна комисија да работи на негово расветлување. Ваквото барање го поддржа и коалицијските партнери СДСМ и Алијанса за албанците. По изрекувањето на пресудите се случија протести во Приштина, на кој беше палено македонското знаме, а се протестираше и пред македонската амбасада во Косово. За подсетување, обвинетите кои в четвртокот ги добија пресудите се товареа за тероризам и за нарушување на уставниот поредок на државата на 9 и 10 мај 2015 година. Прогласени се за виновни за тешко злосторство и тероризам, кој заврши крваво акт во кој во повеќечасовна престрелка со македонските безбедносни сили беа убиени 8 полицајци. Убиени беа Жарко Кузмановски, Ненад Серафимовски, Сашо Самойловски, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Арангеловиќ и Горан Стојменовиќ. Имињата кои според многумина за секогаш ќе останат запишани меѓу хероите кои се бореле за Република Македонија. 42 полицајци беа тешко повредени во мајските крвави инциденти, загина и припадници на терористичката група, уапсени беа 33 терористи, а кај нив беше пронајден вистински арсенал оружје, како и планови за натамошна дестабилизација на Македонија преку терористички напади со автомобил, бомба, прогласување независна територија на делот на Кумановско Диво населје и урбан тероризам во македонските градови, најмногу во Скопје. Полицијата успеа да заврши се без ниту една цивилна жртва, на што се должи неверојатно и високиот број загинати полицајци, велат експертите. Преседане изјавата на американската амбасада во текот на денот, која преку соопштение прогласи цивилни жртви во акцијата, чин за кој никој до денешен не се извини на македонската јавност и држава. Истата матрица беше присутна и кај дел од опозицијските сега провладени медиуми кои палеа страсти и известуваа за цивилни жртви. Следниот ден, кога во Македонија беше ден на жалост, лидерот на СДСМ и сегашен премиер Заев беше во посета на Диво населје, сликајќи се со лица кои потоа испадна дека биле дел од јатаците на терористите.